Другари и другарки, се собравме да разгледаме ситуацијата. Како што знаете, ситуацијата е многу тешка, не прегазија како шлепер жаба. Сега има две варијанти да ја разрешиме оваа ситуација. Едната е да се бориме до крај, а другата е да ставиме катанец на нашата партија. Шефе, ја имам катанец, вчера го купив од пазарче. Абе, каков катанец, какви бакрачи, бе, катанец имам. Ке се бориме до крај. Така е, ке се бориме, бе, луѓе, што ви е, бе, втор круг е пред нас. Бре, Борче, втор круг, бе, 9 кругови на датата ни ги дадат, джабе ние ќе не прегазат. Ајде, доста кокодакаш ти. Шефе, не кокодакам, јас кукурикам. Ајде да не кажам што јадеш. Значи, ќе биде тешко, ама ќе издржиме. Ајде, бе. Ајде, доста ти го земам сега зборот и ќе одговараш само кога ќе те прашам. Другари и другарки, имаме ли некаква стратегија ние? Не, шефе, на нас не може да ни помогне обична стратегија. На нас ни треба некоја магична стратегија. Ја така мислам. Ти што мислиш, Борче? Ја предлагам да ангажираме експерти од странство за воскреснување на полумртва партија. Например, некои американци, а? Американци, французи, некои германци, ние очигледно немаме идеја. Немаме ни пари за странци, затоа мораме да се подпреме на нашите потенцијали. Јас предлагам да се сплотиме како партија. Па лесно е да се каже, ама ние не сме како нив. Они се војничиња. Кај нас секој си тегне на своја страна и секој мисли дека е попаметен од другиот и на крај искачаме глупи сите како точак. Во право е Персида, ние сме елитистичка партија. А да смениме лидер, Добро, за кого да ставиме лидер? Едниот пензионер, другиот дојде, заврши работа, смени име, не внесе НАТО, третиот, што да кажам, имаме добри, згодни женски, ама не ги бива за политика. добро, ајде не менјаме лидер, ама мора нешто да направиме, ајде да идеме на предвремени избори, да запнеме дека треба да има предвремени избори. Ки идеме со мобетот, демек ние сега имаме поише гласови од лани, а другиве имаат помалце гласови од лани, ќе запнеме предвремени избори, така ќе ги тепа. Шефе, може нешто да каже? Ајде, кажи, ајде. Ја лично мислам дека секој наш што ќе побара предвремени избори треба да го кренеме на клоци. Абе, какви предвремени избори, Бора, се слушаш и што збориш, бе? Абе, ќе не прегазат, бе, човече. Абе, предвремени избори треба би точка, бе, што не ви е? Не бе, Ѓоко управо, ја мислам секој што ќе побара предвремени избори треба да го дигнеме како джукела на клоци. Да, се согласувам. Се согласувате? Се согласувам. Да. Абе, што сте се у**нали, бе? Ало, бе, луѓе, бе, треба да се бориме, бе. Слушајте го, вие, Борче, предвремени избори му е мајката, тоа треба да го правиме. Борче, ај стани малку, стани. Ај побрзо, стани. Ај, кај вратата, ај, да поменеш, ајде. Ајде, ма Борче, да удриме. Моци, Абе, што ви е? Да не се вракаш, души. Добро, Добро, со Борче завршивме. Добро. И сега да заклучиме. Значи, стратегијата на нашата партија во наредните 2 години е да не бараме предвремени избори. Тука го заклучувам состанокот и предлагам едноминутно молчење. Едноминутно молчење, зашто? За предвремените избори. Може. Слава им! Слава им!